Добар ден, почитувани! Ја следите најновата Телма амбуланта. Социјалните мрежи стана неизбежен дел од секојдневниот живот, влијајќи на различни аспекти на животот, вклучувајќи и перцепцијата на убавината. Платформите како Инстаграм и ТикТок не само што го преобликуваа начинот на кој што комуницираме, туку поставија и нови стандарди за тоа што се смета за убаво, особено кога станува збор за кожата. Совршената мазна кожа без акни и флеки стана норма благодарение на фотографиите што минуваат низ филтри и обработки. За притисокот да се постигне изглед во склад со оно што се гледа на екранот на уредите и советите за здравјето на кожата кои често доаѓаат од нестручни лица. Разговараме со доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а секако ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Се гледаме набрзо во студиото со гостинката. За улогата на социјалните мрежи во перцепцијата на кожата и за нивното влијание во дерматологијата. Денеска разговараме со доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог во Дерманова. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Денеска се бара брза информација, кратка, што лесно се памети. Во дигиталната ера, кога некој ќе почувствува некакви симптоми на болест, веднаш се обраќа на доктор Google, односно влегува на интернет или пак на социјалните мрежи да побара некаков совет или пак некаква информација. Факт е дека тоа сите ние го правиме. Постојат веќе и статистики кои кажуваат дека дури 80% од населението прво се обраќа на Google или на социјалните мрежи. Постои Google статистика која кажува дека едни од најбараните медицински информации се од дерматолошката практика и тоа на прво место акните, потоа козметските процедури и ракот на кожа. Така да, буквално, тој брз одговор, особено на социјалните мрежи, TikTok и Facebook, Instagram, имаат билиони корисници на месечно ниво, активни корисници. Едноставно, вие во неколку секунди, збориме за секунди веќе, помалку од минута, може да пласирате некоја содржина која што буквално има големо влијание на огромен број на луѓе. Многу е битно што се пласира, а се пласира се и се што за жал, бидејќи најчесто се тоа снимени видеа од обични луѓе. Така, денеска секој може да постави видео на интернет. Меѓутоа има и естетичари, козметичари или така наречени beauty консултанти кои што на некој начин се представуваат како експерти за кожа и даваат секакви информации. Тие информации неретко се малку и непрецизни, дури и неточни, може и погрешно да бидат протолкувани и да доведат до потенцијално штетни и опасни трендови. Само 4% се на социјалните мрежи присутни вистински професионалци за кожа, а тоа се дерматолозите, кои што имаат медицинска едукација пред се, а потоа и специјализација од областа на дерматологијата. Така да во последно време се оди дури има и на некој начин тренд и во тој поглед, бидејќи социјалните мрежи се една многу добра платформа која може да се искористи за бенефит на општата популација. Да не се бориме ние само цело време со некои дезинформации и погрешни трендови, туку напротив да пласираме medicine-based, потврдени, точни медицински информации кои што се однесуваат, иако не е само кожата, не е само естетика во прашање, се однесуваат за вашето здравје, кои што ќе бидат правилно сватени, разбрани и ќе доведат до зголемување на едукацијата на населението, нивната свесност за одредени проблеми, не само естетика, што да користиме, какви креми да користиме, туку и за многу погорливи прашања, животозагрозувачки состојби како што е ракот на кожа, бидејќи и како што спомнав, тоа е третата поред пребарувана ставка на Google. Вие ги користите социјалните мрежи за да стигнете до населението со релевантна порака поврзана со здравјето на кожата. Досега имате објавено повеќе од 250
постови, да, и веќе фактички за помалку на Facebook и на Instagram. На Facebook и на Instagram, јас сум активна и на LinkedIn, меѓутоа таа е професионална мрежа која што е добра за нетворкинг, за комуникација со колегите, за следење на најновите достигања во областа на медицината, секој во својата област. Додека социјалните мрежи како Instagram и Facebook буквално служат за едукација на населението, со што би довеле до една превенција, значи спречување на појава на одредени штетни по здравјето појави. Кои видеа, односно ваши постови се најчитани, односно предизвикале најголем интерес? Па да ви кажам, на почетокот јас почнав со кратки видеа, кратки содржини околу различни општи теми од нели дерматологијата, дали се работи за екцема, за акни, за себореја, псоријаза и слично, иако моја субспецијалност е токму ракот на кожа, нели раното откривање, дерматоскопијата и лекувањето нели на ракот на кожа. И во еден наврат имав пациентка на преглед која што има преживеано меланом. И таа ми се обрати и вика: докторке, зошто не ставите слики? Бидејќи нашиот народ не знае всушност како навистина изгледа меланомот, кој што е најживотозагрозувачки, најопасниот рак на кожа. Сите имаат некоја идеја дека тоа можеби е некоја голема рана која што крвари, не заздравува, темна е, чудно изгледа. Буквално тоа е како на некој начин врежано дека се работи за една чудовишна промена. Напротив, меланомот може да изгледа многу банално, невино, наивно на прв поглед, особено кога е во првите фази, а тогаш сакаме да го детектираме. И почнав со такви некои постови околу тоа како да го препознаеме, например, базоцелуларниот карцином, кој што е најчестиот рак на кожа. И имаше навистина веднаш голема разлика во гледаноста. За меланомот исто така, бидејќи многу од луѓето сметаат дека меланомот се јавува нели само на откриените делови на кожата, може да изгледа како раничка што не заздравува и слично. Се додека не го видите и не сватите дека всушност една обична темно пигментирана мала промена на вашата кожа која се уште рамна, всушност е меланом во развивање. И за среќа и благодарејќи на многу од тие постови, во последните 2 месеци имаме откриено и повеќе меланоми, тоа кај млада популација. Значи, последните мои 3 пациенти, двајца мажи и една жена, беа на возраст од 37, 44 и 45 години. И мотивот да дојдат на преглед, иако знаат дека треба да ги прегледуваат бенките, бил постот на Дерманова на социјалните мрежи, што многу на некој начин ми дава поддршка и потврда дека тоа што го правам навистина добира до луѓето и веднаш носи и позитивни резултати. Така, социјалните мрежи се неизоставна стратешка алатка во промовирањето и на козметички препарати, но и на третманите кога станува збор за дерматологијата. Но сега се случи кожата, мазната кожа, без акни, без флеки, стакло да биде норма. Да. Благодарение на сите оние фотографии кои што се објавуваат на социјалните мрежи, кои што се претходно филтрирани и се обработени. Возможно ли е да се постигне таков квалитет на кожата, да имаме совршена кожа? Како изгледа нормалната кожа, доктор Верче? Значи, тоа е еден идеал кој што мислам дека далеку е од реалноста, бидејќи само сувата кожа може најблиску да речеме да наликува на така сосема мазна, бидејќи кај сувата кожа порите не лачат доволно себум и поради тоа не се толку упадливи. И токму заради тоа таа кожа нели делува најмазна, најсјајна. Меѓутоа знаете која е најсовршена, најидеална кожа? Кожата на новороденчето, кожата на бебето. Бидејќи тоа е млада кожа, нели, најдобро хидрирана, најеластична, она која што ни ја дава природата, што треба ние, нали, во најдобра можна кондиција, но ние мора да ја негуваме, да ја чуваме и секогаш велам, конзистентноста, континуираната употреба, значи секојдневна употреба на добра нега е единствениот и правилен чекор во постигнување на што подолго младешки изглед и што поблиску до идеал на една совршена. Немаме совршенство во биологијата, имаме биолошка симетрија, биолошка совршеност, нешто што е блиску до совршеноста. Меѓутоа, сепак, само со тие постапки, ние имаме на некој начин гаранција дека ќе имаме подолго време младешки изглед и дека на некој начин, нели,
ќе имаме пред се битно да биде таа здрава кожа и негувана, бидејќи само негата всушност ни обезбедува такви сигурни и долготрајни резултати. Многу често, поготово на социјалните мрежи, наидуваме на сензационални објави. Со овој третман вие станувате 20 години помлада, или со овој третман ќе исчезнат сите ваши проблеми и неправилности на вашата кожа. Секогаш застанете малку, значи, да размислиме. Да, да размислиме. Значи, како да кажам, критички треба да се процени било каква објава на социјалните мрежи. Особено да се провери кој ја пласира, што има зад него, па дури прво, јас секогаш советувам, пред да посегнете по некои трендови кои што се пласираат на социјалните мрежи, да консултирате стручно лице, бидејќи многу често доаѓа до напротив нус, односно, како да кажам, негативни ефекти од оние посакуваните, бидејќи повеќето постови и видеа, еве поготово на TikTok, или секогаш имаат во позадина пласирање на некои производи. Тоа е малце една комерцијална позадина, значи идејата не е секогаш во решавање дека нели тој производ ќе го реши вашиот проблем, туку повеќе значи на некој начин комерцијално влијае на вас. Има и добри постови кои што буквално ги, како да кажам, ви помагаат во изборот на својата нега, на вашата нега, нели каде што се презентира производ во смисла што содржи, како делуваат тие состојки, што е веќе и evidence-based. Имаме и доста фармаколози кои се активни на мрежите, кои што помагаат да вие да ја разберете активноста на одредени состојки, за да знаете каде делува и кога треба да се примени. Значи треба да се процени што да се следи на социјалните мрежи. И да не се веднаш да не се прават такви некои нели избрзани постапки, поготово кај младите. Имаше многу нели еден тренд кој што кажуваше 12 чекори за секојдневна нега кај млада кожа од 15 до 18 години, еве да речеме. Така, девојчиња па и на 9 и 10 години веќе велат дека имаат нивна рутина, дневни ноќна за нега на кожата. Може тоа да создаде проблем? Тогму така, наместо да им помогне во негата на нивната кожа, напротив, тоа може да доведе само до непотребни иритации и влошување. Бидејќи младата кожа и треба прво и основно еден добар чистач, значи благ чистач, нешто со што ќе ги тргнеме нечистотиите кои што во современието, нели, загаден воздух, магли, зимски период, поготово нели сега, едноставно мора темелно да се исчисти кожата. Да се хидрира, бидејќи и сезонски се менуваат потребите на хидратација, особено во зимскиот период, кожата бара повеќе вода, бидејќи водата лесно испарува. Внатре е топло и суво, а надворе пак ладно и суво. Значи, таа хидролипидна бариерна функција на кожата едноставно е под удар. И трета постапка е секако SPF факторот, бидејќи сонцето, односно фотостарењето, значи фотооштетувањето е всушност дури до 80% криво, виновно за старењето на кожата. Така, но кога ги видиме тие дневни ноќни рутини на социјалните мрежи, во на оние видеа што се пласирани, можеме да видиме дека има употреба на вистина на голем број производи, дури за кај возрастните лица. Во основа, дали може тоа да биде контрапродуктивно, доколку се употребат многу агресивни средства и слично? Секако, вака, значи практично кажано, секоја кожа бара, како што реков, благ чистач, добара хидратација. И кај возрастните. Сега, кога имаме одредена проблематика, ако имаме премногу сува дехидрирана кожа, може да додадеме хидратација. Ако имаме пигментација, може да додадеме серум кој што делува на избелување. Ако имаме брчки нагласени, додаваме пептиди. Значи, за секоја проблематика се адресира одредена состојка. Меѓутоа, има и готови препарати кои што ги имаат инкорпорирано сите тие состојки во себе. Серумот е малку поконцентрирана, нели, вехикулум, како да кажам, база, во која што имаме една или малку во поголем процент активни состојки. И тоа се става една капка. Значи, може, меѓутоа, само кога адресираме одреден проблем. Значи, во основа хидратацијата добра и не е за сите. Еве и ретинолите, како нели светиот грал за младешкиот изглед, бидејќи тој е единствената
медицински верификувана состојка која што помага во одложувањето на процесот на старење, односно успорувањето. Со тоа што всушност го зголемува, го забрзува клеточниот турновер, односно обновувањето на клеточниот слој. Меѓутоа, секогаш треба внимателно да се почне со ретинолите. Значи, зависи од типот на кожа, кој ретинол може да го користи, на која возраст, дали таа кожа има, да речеме, одредени проблематики, како склоност кон црвенило, розација, реактивност, одредени алергии. Не е тоа за сите, а особено не за младата кожа. Имав една пациентка која што со претерана употреба на ретиноли на своја 16 годишна возраст дојде во состојба во која микробиомот на кожата толку беше променен, алтериран, што веќе имаме фактички форма на розација, односно намножување на една, тој е паразит, еден микроорганизам демодекс, кој што е нормално присутен во нашите пори. Меѓутоа, само во овакви некои нарушени нормални услови, знае да се намножи и да доведе до црвенила, перутање, дури пецкање и жарење на кожата и слично. И потоа со една по востанувањето на вистинската диагностика, бидејќи розацијата не се јавува само кај постарата популација, може да се јави и кај помладите, токму заради овие нови трендови. На социјалните мрежи може да се најдат многу видеа со совети за третман на акните. Така, тоа е најпребаруваната тема, бидејќи погодува повеќе од 90% од општата популација во одреден период од нивниот живот. Има најразлични совети. Така. Паста за заби, например. Да, тоа е еден од најстарите, уште во мое време тоа беше Се уште се препорачува. Да, меѓутоа тоа е погрешно, бидејќи пастата каустично делува. Пастата треба да ги симне оние плаки од забите, бактерии, нели она што е во устната празнина, кај што имаме сосема, имаме милиони активни микроорганизми и треба темелно да изчисти, а на кожата не, затоа што ќе направи каустично, односно ќе изгори кожата едноставно. Или лимоновиот сок е многу опасен, особено во денови кога има сонце. Некои го користат за избелување или на лицето или па дури на косата. Меѓутоа, ако капнат неколку капки од тој лимонов сок на вашата кожа, во допир со сонцето, бидејќи тој е фотосензибилизатор, ќе си направите флека, хиперпигментација која што уште потешка за отстранување. Во последните години, кога зборуваме за акните, бидејќи има навистина бројни решенија на оваа тема, на социјалните мрежи споминавте најпребаруван термин е всушност акни, бидејќи исклучително чест проблем, се јави и трендот акне позитивити, како контраст на оној стандард за убавина, кој што промовира безпрекорно чиста кожа. Идејата е сега да се прифати кожата со акни, со лузни, со флеки, луѓето да не се срамат од состојбата на сопствената од кожа, но и ова се годи во една друга крајност. Тука пак сега велат нема потреба да лекувате, прифатете се онакви какви што сте. Акните може да остават последици, така? Акните се всушност хронична воспалителна дерматоза, која што се јавува поради известни пореметувања во работата на филосебацијалната единица, односно лојната жлезда, влакното и така натаму. Имаме цела една како да кажам, патолошки механизми кои што се вклучени во нивното создавање. Се мощна комплексна патологија и се уникатни за секоја особа. И треба многу внимателно да се земе една убава анамнеза кога ќе дојде пациент со акни, за да вие направите проценка што кај тој пациент најмногу би делувало во смисла на успешен тераписки пристап. Ние имаме, да речеме, кога се поблаги акните, може да се препорача само и медицинска козметика. Значи, ние имаме и стратифицирање на тежината на акните според тоа колку воспалителни или невоспалителни промени гледаме. Доколку се работи за потешка форма, веднаш почнуваме со лекови. Значи, ретинолот, повторно ќе го спомнеме, е лек на избор кај скоро сите типови на акни. Тука имаме и други одредени состојки, како бензоилпероксид, локални антибиотици и слично, азелаичната киселина, овошните киселини и така натаму. Меѓутоа, тоа мора стручно лице да го извага и да направи проценка кај уникумот, кај пациентот што го гледате во моментот што за него најмногу ќе одговара. Многу е тешко вие врз основа на слика да поставите точна диагноза, да го детектирате типот на акни и без никаков разговор со пациентот да дадете рутина, да дадете нега имаме за здрава кожа. Кај акните имаме лекување. Акните треба да се лекуваат. Оние кои што имаат проблем со кожата, како што се акните или пак екземите,
спровеле некој третман врз основа на она што го виделе на социјалните мрежи пред да се консултираат со дерматолог? Да, многу. Значи генерално сега е многу популарен иацинамидот, нели, азелаичната киселина. Сега се и многу подостапни, дури онлайн си ги нарачуваат. Меѓутоа, од преголема желба за пократко време да добијат добри резултати, знаат малку и да претераат во комбинирањето на тие производи кои што се најчесто кератолитички, значи прават ексфолијација на горниот слој со цел да ги отворат порите, да овозможат нормално дренирање на себумот и така натаму. Меѓутоа, ако претерате со таа ексфолијација или користите повеќе продукти едно врз друго, со нарушување на микрофилмот, на она бариерна функција на кожата, пак може да дојдете до влошување. Така да кај акнете јас секогаш препорачувам советување со стручно лице и потоа соодветен совет за нега или и третман всушност. Ќе ги вклучиме гледачите. Од овој момент почитувани емисијата е контактна. Слободно можете да се јавите на телефонскиот број на телевизија Телма, да се вклучите во програма, да поставите прашање, одговорот ќе го добиете од доктор Верче Тодоровска, дерматолог. Докторке, исто така можеме на тие видеа на тие видеа да наидеме на најразлични вежби за лицето, со кои што се вежба мускулатурата и на таков начин би требало да се зајакне тонусот на кожата и да се избегне нависнување или пак брчките на кожата. Да. Имаме ефект од тоа? Јас сметам дека тоа напротив може да ги нагласи брчките, бидејќи со пренагласени движења кои што не ни се нормални. Значи вие седнувате пред огледало и правите некои чудни гримаси со кои што вие постојано фактички ја збрчкувате кожата со тоа што ги активирате мускулите. Постојат одредени процедури со кои што се постигнуваат изометрички, изотонични контракции на мускулатурата која може да помогне бидејќи таа е она арматура врз која седи кожата. Меѓутоа тука имаме и масно ткиво, па потоа е кожата. Колагенот е оној што го губиме, колагенот е оној главниот фактор, да речеме, кој што доведува до свиснување на кожата. Така да таа комплексна е, таа, како да кажам, повеќе елементи се во игра и сметам дека не треба да се форсира. Имаше пред некој ден видов некое видео во кое што млади жени легнуваат со некои еластични ленти околу долната вилица со цел да направат лифтинг кога спијат. Да. Ајде сега, нали, дали е тоа логично? Кога спиете, вие не правите никаква мимика, нити нешто движите. Дури ставаат ленти и на устата, и на лицето, додека спиете. Ако веќе вие сметате со намалување... дека тоа го носат оние кои што спијат на страна или пак врз лицето, на стомак? Фактички сите го прават, бидејќи тоа нели е антиејџинг, тоа според мене и тоа е сосема погрешно. Вие кога спиете треба да се одморите, кожата да диши, може да се направи, да се налепат еден куп работи од околината, микроорганизми, да се направи инфекција, дури има и некои маски што стојат по цела ноќ. А што ако имате реакција, развиете се бале, на што ќе личите кога ќе станете? Секогаш треба малку логично малку да размислите. Ако веќе сметате дека не може да донесете правилно решение, консултирајте стручно лице. Социјалните мрежи се наменети како суплемент, како додаток, нешто што би ни помогнало да најдеме за кратко време одредени информации. Еве на пример за продуктите. Овде имате ово, овде имате тоа. Од овој производител вака се однесува на ваква кожа продуктот, да речеме. Меѓутоа, сепак прво побарајте, не треба да ја замени стручната професионална помош. Тоа е поентата, да речем. Ќе ги вклучиме гледачите. Добар ден за првиот од нив. Добар ден, повелете. За докторка едно прашање за псоријазата. Така, ви имате псоријаза? Слушај. Да, ве слушаме одлично, само ќе треба да го намалите тонот на телевизорот. Да, имам псоријаза на цело тело скоро. И ве интересира што може да преземете за да го решите проблемот. Предпоставувам, ви благодарам за вклучувањето во програм. Има ли некој делотворен третман кој што може да им помогне на пациентите со псоријаза? Псоријазата е едно долготрајно, нели, хронично заболување, автоимуно според последните научни истражувања. Постојат и понови терапии, особено ако псоријазата е расширена на поголем дел, на поголема површина од телото, ние тоа го велиме PASI индекс. Тоа е пак една стратификација на интензитетот на заболувањето, според која ако се исполнат одредени критериуми, може пациентот да биде препратен на биолошка терапија. Еве тоа е најновото, ама тоа пак речам зависи од интензитетот и од расширеноста, од типот на промените, каде се лоцирани, во која мера и секако и од целото тело, како што спомена пациентот, тогаш би било биолошка терапија, со тоа што кај нас се уште се работи на тоа. Мислам дека одскоро клиниката отвори центар за псоријаза
псориаза, така да може да се обрати таму пациентот, бидејќи за понатаму се надеваме дека ќе добиеме тие најнови терапии кои даваат најдобри резултати. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало? Повелете. Добар ден. Добар ден. Целиот грб ми е ишаран со бемки, младежи, буволки, целиот грб. Така. И често, скоро секој ден осеќам врабежи и многу лошо се чувствувам. Би сакал да ја прашам докторката, колку често треба да правам преглед кај нив и се извинувам, се вклучив покасно, не го чув името и ординацијата кај што ординира докторката. Ви благодарам за вклучувањето. Денешна гостинка ни е доктор Верче Тодоровска, дерматолог, која што е дел од Дерманова. Така. Ова е една од најчистите проблематики кај повозрастна популација, мада мислам дека веќе после 30-та година секој на своето тело, некој повеќе, некој помалку, што зависи од генетиката и од типот на кожа, има така наречени себороични кератози. Значи, бенките со текот на годините, нели најмногу се јавуваат во детството и младоста, меѓутоа со годините веќе инволуираат, се губат. Има една изрека што вели се раѓаме и умираме без бенки. Ретки се конгениталните невуси, под 1%, значи тоа се оние со раѓања што се јавуваат на самата кожа. Сите останати се јавуваат во текот на животот. Веќе негде после 4-та, 5-та деценија, секоја нова бенка е под наводници бенка и треба да се прегледа, да се види дали се работи за некој вид на карцином, дали е кератоза или не дај Боже меланом, што е нели она најстрашното. Кај пациентот претпоставувам дека најмногу тие бенки младежи, тие се буквално шаренило од бои, како брадавичаста површина, знаат да бидат многу различни, зависно од типот на кожа, и знаат повремено и да чешат. Јас секогаш препорачувам да се третираат, односно да се отстрануваат како што се јавуваат, за да не дојдеме во позиција во која што еве на една возраст, да речеме над 5-та, 6-та деценија, имаме море од кератози најмногу на трупот кај мажите, кај жените под градите, во абдоминалната регија, кај кој што вие треба секоја од нив посебно да ја прегледате со дермоскоп, за да бидете сигурни дека се работи само за кератоза и да може да речеме со течен азот да ја третирате. Додека еве последно, например, летово имав пациент кој што имаше таква кератотична промена, која што била иследена за жал, кој што всушност испадна верукозен многу редок тип на меланом, кој имитира себороична кератоза. Меѓутоа, ние имаме одредени правила, според кои правиме добра проценка за тоа што може да е кератоза, нели ризикот го проценуваме и секако дермоскопијата, која што има огромна моќ, бидејќи ви дава многу брзо, нели ако имате истренирано око, ако имате вложувано во едукација и во постојано го работите тоа, вие веднаш може да направите прецизна дијагностика. Пред да преминеме на следното прашање од гледач, да ве прашам дали е безбедно одеднаш сите овие промени на кожата да се одстранат, да се премачка со течен азот или пак да се направи некој ласерски третман, има бројни зависи од бројноста. Меѓутоа, никогаш, според мене, не треба се одеднаш. Например, ако пациентот има преку 100 промени, тоа ќе доведе до известна иритација, воспаление, насекаде ќе има чешање, црвенило, таа промена треба да се исуши и да падне. Добре. Треба да помине низ период на регенерација за кожата да се врати во нормала. Така да не препорачувам се одеднаш. Постепено, да речеме по, не знам, во еден третман, се зависи од типот на третман. Ако третирате со ласер, тој е поагресивен, не може одеднаш да направите голема површина. Се прави подлабоко, како да кажам, поагресивен е третманот. А со течен азот може и повеќе да поминете, меѓутоа пак полека. 10 до 15, 20 еве во еден акт, се зависно од големината. И тоа е безбедно. Не постои никаков ризик за појава на карцином. Кератозите се бенигни промени, не се меланоми, не се бенки, не е нешто што ние не би требало да го чепкаме. Меѓутоа, со дермоскопот веднаш правиме дистинкција што е што, бидејќи тие се личат една на друга. Тоа е исто еден од најгледаните постови. Затоа што кај пациентите секоја промена во боја на кожата е бенка. Значи, но не е секогаш така. Тоа не е така. Тоа ние по тоа правиме проценка што е што. Уште еден гледач ќе слушнеме со прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве слушаме одлично. Да, одлично ве слушаме. Повелете. Од Кавадец си волни. Така. Може до докторката едно прашање? Секако го очекуваме.
Добар ден, поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. Јас само ќе... Вака, Да. Ќе ве замолам да го следите разговорот преку слушалката. Намалите го тонот на телевизорот. Најдобро сосема. вака, имам син. Добре. Сега не е тука во Германија. Така? Слушам преку слушалката. Така? Син ми е у Германија и има сабореа. А има 8 години таа сабореа, никако не може да излечиме. Така, ве интересира што може да се преземе како третман за да има успех во лекувањето. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да советувате, доктор Вепша? Себореата е една состојба, ние велиме, конституција која што е многу честа. Скоро имаше една клиничка студија која што ја испитуваше преваленцата и дојдоа негде до, можеби, не знам, околу 20%, што е огромен процент во, нели, на светско ниво. Значи, многу луѓе го имаат овој проблем. И е поврзан едноставно со самата функција на лојните жлезди. Јас најпластично ми објаснувам на пациентите дека имаат пречувствителна кожа. Значи, кожа која што реагира многу бурно на надворешни и на внатрешни влијанија. Надворешниот типот, да речеме, ладно, ветровито време е секогаш тригер кој што го понагласува, тоа е црвенило во овој централниот дел на лицето, придружено со перутање и некоја жолтеникава нијанса, не е јасно црвено, меѓутоа жолтеникаво и се создаваат лушпи. Освен на лицето може да се јави секаде кај што има лојни жлезди. Значи на скалпот, задушите, под пазувите, деколтето и во препонскиот дел. Значи едноставно кај нив лојните жлезди се пречувствителни на одредени дразби. Да речеме кај пациенти кои што имаат нерегулиран биоритам, например работа трета смена, или сонот не е регулиран, нарушен сон, пациенти кои што, тоест луѓето кои што всушност имаат, не знам, во овој период многу повеќе имаме пикантна, луто, кисело, зачинета храна, таа знае да ја влоши себореата. Исто така, малку црвено вино повеќе, алкохол, исто така ја влошува. Премногу тонизирачки пијалаци како кафе, од овие енергетските пијалаци што се популарни кај младите, исто така ја влошува. Некогаш и ако работите во некоја микроклиматска, нели, на работното место имате посебни микроклиматски услови кои што се премногу суви поради клима или некои дополнителни пречистувачи, може исто така да реагира бурно кожата. Стресот е најдежурниот и да речеме, честиот виновник кој доведува до влошување на себореата. Промена на климата исто така влијае позитивно или негативно од пациент до пациент. Кај овие пациенти што е важно? Кога е најлошо да се даде терапија, да се тоа смири полека, потоа да се одржува, да се држи под контрола состојбата. Оваа состојба не е болест која се излекува, туку се лекува и се држи под контрола. Бидејќи немаме тонзилит кој што е предизвикан од точно одредена бактерија стрептокок, даваме по антибиограм тој антибиотик и тука завршува приказната. Овде кај имаме едноставно самата кожа има одредени, тоа се габички кои што се намножуваат кај одредени лица кои што имаат поактивни лојни жлезди и штом се намножат тие габички, кожата реагира бурно за да ги отстрани. И затоа имаме перутање, црвенило, инфламација. Меѓутоа, кога ќе му се објасни убаво на пациентот, тука лежи клучот за држање на себореата под контрола. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Се исклучил, добро. На социјалните мрежи може да се најдат разни видеа за природно отстранување на бенките. Да, тоа најмногу ме иритира, бидејќи знам што се може да се случи доколку една бенка не е отстранета како што треба, а рековме бенка под наводници за луѓето, за општата популација е било која промена во боја на кожата. А само дерматологот ќе процени дали таа бенка може да биде папилом, може да биде кератоза, може да биде фибром, може да биде базоцелуларен карцином, може да биде меланом, што е најстрашно, бидејќи ако вие отстранувате нестручно меланом, вашиот живот е во прашање. Имавме случај кај една колешка во Анкара, каде што млада жена на возраст од 26 години и била третирана бенка со ласер.
Бенката била отстранета, меѓутоа потоа се јавила нова промена која била во боја на кожа и личела на келоид. Па била третирана за келоид со локална кортикостероидна терапија и никако не поминувала. И дури стигнала од многу козметички салони, лазерски интервенции кај дерматологот, кој е еден од најдобрите па и во светски рамки, и моја пријателка, професор Бенго Нисакај. Диагнозата веднаш била поставена со биоптирање прво, бидејќи промената била многу голема веќе. И за жал, на врат, и за жал пациентката, мислам беше докажано дека се работила всушност за меланом, кој бил мистретиран, значи малтретиран на некој начин, на многу нивоа, и на крај пациентката ја изгуби битката со тој меланом. Тоа говори зашто е неопходен лекарскиот преглед и никако на своја рака кога се работи за вакви промени да не се применуваат оние народни средства, тревки, лушпи од банани се стават. Има најразлични народната медицина има своји позитивитети. Меѓутоа, еве има една група женски домаќински муабети, јас се фрапирам колку многу луѓе бараат совети за вистински реални медицински проблеми на мрежата. Значи тоа се комплексни проблеми кои јас како лекар некогаш не можам да ги одговорам само со една слика или нешто слично. Тоа е фрапантно. Во последно време многу е најактуелна беше кремата за лечење на папиломи и липоми. Ве молам, липомите се тумори од масно ткиво. Никаква крема нема да ги излечи, тие сте длабоко под кожата. За папиломите да не зборуваме, агресивни третмани, тоа се може да се каустични, салицилна и слично, има и медицински, фармацевски спремени продукти кои може да се користат, меѓутоа правилно да се тоа направи, пациентот да се едуцира, да дојде на лекар, да се направи диагностика, може да му се даде терапија за дома. Меѓутоа ова другово е стварно нонсенс, а луѓето за сметка на тоа фрлаат пари, на некој начин се ограбени и измамени. Имаме гледачи кои што очекуваат да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Добар ден за следниот од нив. Се надевам дека успешно ќе се вклучи овој пат гледачот. Добар ден. Еве уште една можност за него. Добар ден. Ало? Ве слушаме одлично, повелете. По студио сум? Да, ве слушаме, во програма сте. Добар ден, поздрав до вас и до докторката. Имам едно прашање. Ме интересира што со ова пубертетскиве бобулици ке децава? Дали ова се работи за машко дете, прашувам. Дали треба да се третираат или ќе си поминат така само од себе? Докторке, да имате подпрашање? Па не. Не, ви благодарам за вклучувањето во програма. Акните најчесто ги гледаме во пубертетот и тоа велиме физиолошка појава, се случува токму во тој период, поврзано е со хормоните, нормално и така натаму. Меѓутоа, имаме акне и акне, различни форми. Ако имаме генетска предиспонираност за поагресивен тип на акни, што секако се дознава кога пациентот ќе дојде на една првична консултација, преглед, на кој што ќе му се објаснат сите постапки, сите фактори кои што влијаат на влошување на тие акни, што кај него ги предизвикал пубертетот, што се нормални. Меѓутоа, треба да знае кои фактори да ги избегнува. Например, околу исхраната имаме одредени препораки. Млекото, млечните производи и концентрираните шеќери се докажан тригер кој што ги влошува акните. Кај девојчињата може да имаме и хормонален дисбаланс и затоа советуваме, особено ако има придружни симптоми од типот на влакнетост и слично, да се провери, да се исклучи оној полицистичен оваријален синдром. Останато, негата е исто така клучна кај акните. Кога за прв пат се појавуваат, ја секогаш советувам некој благ чистач и медицинска козметика за акни, која што делува ексфолиативно, меѓутоа благо и со тоа секојдневно нанесување. Значи, првиот чекор кај пубертетско акне е да се направи разговор со пациентот, да се едуцира како да се грижи за својата кожа. Сега веќе ни доаѓаат пациенти на 9 годишна возраст. Значи, некако границата се симна. Дури зависно од состојбата, даваме и ретиноли, или зависно од тежината. Значи, првично да се едуцира... што се примат ретинолите? Не. Над 12 годишна возраст е за орално, тоа е веќе сосема друга терапија и е резервирана за најтешките форми. Значи, не кај сите пациенти со... Значи, секогаш имаме стратификација на ризикот, на тежината на симптомите, што ја прави, лекар, дерматолог.
И потоа, тој е првиот чекор. Ако имаме веќе појава на пустоли, на гнојарчиња, зголемено поинтензивно воспаление, веќе вклучуваме и лекови од типот на ретинолите, значи локални зборам, креми, бензоил пероксид, потоа имаме локален еритромицин, да речеме, имаме и други некои... А смеат да се исцедат? Не се препорачува, не. Јас препорачувам маска од зелена глина за една природна дренажа кога има повеќе пустулчиња, меѓутоа и одредени магистрални препарати, прескрипции кои што помагаат тој процес побрзо да заврши и дури одредени средства за регенерација. Хидратацијата исто е битна кај акните. Значи не смееме да пресушиме, обично се избегнуваат да намачкат било што на лицето, остравувајќи да не се појави нова акна на лицето. Треба да има баланс во хидратација, себорегулација и пресушување во смисла на еден зголемен забрзан клеточен терновер, односно обновување на површинските клетки. Комплексни се акните, еден од најтешките проблеми. 21 век се уште немаме некое магично чудо, магичен лек кој што ќе ги реши акните. Ние се уште трагаме, затоа што има многу фактори кои што влијаат за нивната појава. Најново е дека себумот кој што се лачи кај одредени лица, дури и биле двојајчни близнаци, поинаку делува, предизвиква одредени воспаленија, иритација и доведува до појава на акне, а кај другиот ништо. Има сосема друга композиција. Значи, тоа е микробиомот, пардон. Значи, оној што е слојот бактерии и наш печат. Микроорганизми на површината на кожата. Се има свој микробиом. Бидејќи тој микробиом зависи од се што ние правиме секојдневно. Се што внесуваме и се што ставаме на нашата кожа. Има логика пробиотици да се пијат. Да, има за да се препораки за тоа, така, проблемот со веќе е докажана е врската помеѓу гастроинтестиналниот тракт и неурохуморалната оска и кожата. Така да се си е поврзано. Ќе вклучиме уште еден гледач, се надевам дека се уште на линија, бидејќи малку подолго почека. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната емисија. Се исклучил во ред. Одиме понатаму. Споменавте дека постои поврзаност помеѓу кожата и цревата, односно цревниот микробиом. А кога станува збор за колагенот, дали нешто што ќе се внесе преку стомакот, преку цревата, може да даде ефект на кожата? Бидејќи на социјалните мрежи има најразлични видеа како да се направат домашни коцки колагенски. Да. Се користи желатин, се користат најразлични опции. Супа од коска. Видете, супата од коска е здрава. Генерално, ја мислам дека најмногу делува, можеби повеќе на подмачкување на зглобовите. Додека во однос на колагенот и кожата има спротивставени ставови. Значи, тоа е малку контроверзно, бидејќи некои студии велат помага, некои студии велат не помага. Според мене не помага, бидејќи колагенот го внесувате преку желудникот, каде што имаме HCl. Хлороводородна киселина која го разградува. Вие не можете да го искористите нешто, да дојде баш под кожата, баш на тоа место, а вие сте го консумирале. Здравата исхрана секако е база за општото здравје. Меѓутоа, ако сакате да билдате колаген на кожата, на лицето, нели, најважно, користете ретинол подобро или одредени други постапки кои што го забрзуваат клеточниот турновер. Витаминот С исто така е докажан дека помага во создавањето на колаген и што е уште поважно, не користете, да речеме, цигарите или намален внес на витамин С, го забрзува губењето на колагенот, а најбрзо се губи под дејство на сончевите зраци, односно фотооштетувањето, изгорените од сонце или едноставно континуирано незаштитено изложување на сонце е најбрзо го губи колагенот. Фотостарењето е 80% веќе кажав од она биолошко старење што си го носиме запишано во гените. Затоа подобро обрнете внимание за општото здравје, а за кожата дефинитивно за стимулација на колаген подобро користете производи на база на ретинолите, витамин С, антиоксиданти и со тоа и конзистентност треба да имате за тоа да го постигнете. Ако сакате побрзи резултати, јас повеќе верувам и на лазерските технологии, бидејќи тука имаме точно medicine-based или објаснување како таа ја стимулира. Тоа ви е всушност предизвикување траума која стимулира обнова.
нели, повреда, мораме да заздравиме. Тоа е тоа. Додека сите останати онака магични стапчиња, филерите, ботоксот некако не ми се допаѓа толку многу, иако сум дерматолог. Ќе проговориме и за тоа. Ќе проговориме за оние радикални трансформации на кои што можеме често да не идеме на социјалните мрежи, но претходно ќе ги вклучиме гледачите. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Ве слушаме одлично, повелете. Дали ме слушате? Одлично ве слушаме, повелете. Вака, да поставам на прашање, не знам дали сум на вистинско место. Ке поставите го прашањето, па потоа ќе процениме. Мојот син има 18 години, а косата почна да му паѓа, да прокелавува. Да. Точно, да. На вистинско место, да. Да, на вистинско место се токму така. Значи какво е паѓањето, дали е дифузно, дали е само на одредени места? Па и мојот сопруг е Машка келавост. Да, добро. Ама детето пати и ние покрај него. Така, јасно. Ви благодараме за многу. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Сигурно ова создава психолошки проблем. За жал, проблемот е што ова андрогенетска или типична машка келавост, или она возрастната граница некако многу падна долу. Значи, гледаме почетоци на андрогенетска алопеција на машка келавост уште на 16, 17, 18 годишна возраст. Таа е запишана во гените. Меѓутоа, генерално, ние порано ја очекувавме околу 40-тата, после 30-тата. А сега гледаме елементи на прокелавење. Всушност, тоа е најтешкиот дел од сета таа приказна, кога фоликулите, односно влакненцата, постепено се истенчуваат и на крај се губат. Постојат различни хипотези зошто во последно време е тоа многу почеста проблематика и толку порано се јавува. И стресот, начинот на живот и радиацијата од многу екрани, секакви технолошки, не знам како да ги кажам, апарати, уреди со кои сме постојано обкружени, дека е една од причините за тоа, иако знаеме дека главна патогенезата е пречувствителност на фоликулот на влакното на одреден метаболит на тестостеронот. Кај луѓе кои што имаат повеќе тестостерон или имаат генетска предодреденост на една пречувствителност на тој фоликул, едноставно тој процес почнува порано. Стресот го забрзува. Одредени други состојби, например, ако имало себорејата исто така знае да го подпомогне на скалпот, одредени потешки, не знам, промени, нагли, исто така може да доведат до забрзување и побрзо отпочнување на овој процес. Дури една алопеција ареата може да ја подбутне, или ефлувиум е почесто, тоа е симптоматско, кога поради некоја причина почнува дифузно да опаѓа косата. Тоа е повеќе кај жените, всушност го гледаме, да речеме, после бременност и слично, менопауза, може ли нешто да се направи во случај со машката келавост? Што да направи? Да се преземе нешто, да се спречи процесот, да се врати така, назад. Генерално како медицина базирана на докази, досега миноксидилот е единствен регистриран лек на некој начин против машката келавост, меѓутоа лек под наводници велам, бидејќи тој го успорува овој процес, меѓутоа само додека се употребува. Така да кога ќе престанете може да ги изгубите. Косата ќе опадне повторно? Да. Значи, затоа тоа е еден долг процес. Во последно време на Запад веќе го употребуваат и во форма на таблетки, бидејќи се дошло до одредени сознанија дека на тој начин тоа е всушност еден лек кој што бил даван за хипертензија, за висок притисок, бидејќи ги ширел крвните садови. На тој начин всушност ја подобрува исхранетоста на влакнениот фоликул. И со тоа го потенцира, го стимулира. И колку долго време може да се користи, доколку некој се одлучи на ваков чекор? Па долго време. Значи, се досека имате потреба, фактички. Меѓутоа, тука имаме меч со двеоштрици, некојаш се јавуваат иритации, бидејќи тоа секојдневна употреба. Така да, доколку би се почнал тој третман, обично сепак го одложувам. 18 години е многу млад човек. Постојат и други, да кажам, природни одредени средства. Начинот на живот, рековме, исто така до негде може да влие, бидејќи исто цигарите прават вазоконстрикција, ја намалуваат исхранетоста на секаде, па и на скалпот. Меѓутоа, во секој случај е
тешка битка која што долго време трае и некогаш не сме баш задоволни од резултатите и затоа сега имаме наплив на пресадување на коса. Трансплантација како трајно решение. Да. Веќе кога ја споменавте трансплантацијата на коса, накратко би ги споменала и естетските зафати, кои што се многу популарни и видеата кои што можеме да ги погледнеме на онлайн, на интернет, на онлайн платформите, можат понекогаш да потикнат на една таква одлука, бидејќи можеме да видиме понекогаш магични трансформации. Да, јас мислам дека тие повеќе генерираат фрустрација, дека ние не сме совршени, а никој не е совршен, дека треба да работиме на нашиот психолошки профил, да бидеме задоволни со нашиот изглед и да работиме на подобрување и одржување. Како тоа ќе го направите? Еве, доколку сакате процедура одредена, во ред. Меѓутоа, секогаш консултирајте прво стручно лице, дерматолог, нели? За да ви објасни кои се вашите опции, што сакате да постигнете, бидејќи неретко пациентите имаат и нереални очекувања, па потоа се повторно незадоволни од резултатите и така натаму. Меѓутоа, ако вие сте задоволни од својот изглед и вложувате во него, гледате дека имате здрава кожа, негувана кожа, се поретко посегаме по, барем еве јас лично, до сега не сум посегнала по тие естетски процедури. Кога ќе дојде ке вас пациент со некаков проблем на кожата, колкав дел од нив најшле на точни, на правилни информации, а колку од нив биле подложни на дезинформации? Така, се смета дека околу 30% се дезинформации. Значи, неточни информации кои што може да генерираат опасно однесување дури и по животот на пациентот. Тука пред себе го спомнала ризикот, зголемување на ризикот од рак на кожа. Например, во Австралија имаше, генерално ствари, веќе нема, глобално е тоа. Кога ќе излезе на TikTok, нема Австралија или Бразил или Белгија, сите го следат тоа. Имаше тренд во кој што млади девојки не нанесуваа SPF на одредени делови на лицето за да направат контуринг природен. Значи, да изгорите, да потемнете и после да не користите шминка, природно да изгледате контурирани, што е страшно. Или бикини лайн. Значи, така да ги наместите вашите костимот за капење, за да добиете точно одредени линии, а уствари горите со тоа за да потемнете, пак ќе оштетувате кожата и најстрашниот тренд, според мене, беше skin tattooing. Значи, да си направите тетоважа од изгореница од сонце. Тоа е најстрашно. Најмалку 2 тешки изгореници или 5 изгореници во вашиот живот го зголемуваат ризикот за рак на кожа за повеќе од 50%. Значи, вие за сметка на некој тренд кој што на некого му текнало и одеднаш станал вирален, си го ставате животот во прашање, го ставате животот во ризик. Затоа не треба да се посегаат туку така по одредени магични или тренди стануваат кај младите повеќе. Затоа TikTok е, како да кажам, повеќе го следат, она малтене тоа е се уште не критична маса, значи деца. Деца од 9 се надевам, викам, не знам, на колку години му даваат родителите на детето телефон сега? Се порано и порано. Се порано и порано. И тоа е изложено, избомбардирано со секакви видеа, од кои што многу можат и да наштетат. Така. За жал. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Ве научивме дека во морето од информации треба да се потрудиме да ги најдеме точните и релевантни податоци. Така. И секогаш побарете и стручна помош, тоа ќе ви биде најсигурно пред да почнете одреден магичен тренд. Ви благодарам многу уште за гостувањето. Ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска беа заедно со нас во Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.